Благодарам, почитувана председателке. Пред да започнам вака за елаборација за амандманот, внимателно и детално ги погледнав сите амандмани кои што се поднесени на оваа тема. Заради тоа што сметав дека треба да им дадеме должно внимание, должна почит, бидејќи е трагедија во светски размери, која што доколку направите една анализа, многу се ретки ваквите трагедии на едно светско ниво. И се кажаа многу работи, и запомнив една реченица од почитуваниот колега Спасовски, дека треба да покажеме дека има на кого да се потпрат граѓаните, и тоа е точно. Особено тие кои што беа погодени од оваа трагедија, за која што ете изразувам уште еднаш сочувство и го молам Господ никаде повеќе да не се случи, особено не во мала држава како нашата, затоа што една ваква трагедија е навистина со несогледливи последици за било која земја во светот. Па ете, ако ги земам испоредба две земји кои што се многу поголеми од нас, каде што се случила таква трагедија, и Романија и Бразил, тоа се генерацијски трауми кои што потоа се провлекуваат, а најмногу можам да ги разберам нашите граѓани, бидејќи во изминатиот период нашите граѓани беа напати и метафорички изгорени од тоа да се случуваат случаи, а правдата никогаш да не дојде. И ги разбирам и родителите и оние кои што се афектирани со ова, бидејќи нашиот народ памти трагедии, и тука нема да политизирам, нема да внесувам во аргументи, и се уште се активни присутни оние звуци на 14 мината кои што го загубија животот во модуларната болница, исто така и во Ласкарци, исто така и во Бугарија, и ги разбираме граѓаните со нивната недоверба кон системот, бидејќи навикнати се на такви трагедии по неколку години да нема никаков епилог. Никој да не е виновен, да нема обештетување за семејствата, да биде крив кабелот и така натаму. Но ние одлучивме од оваа тема да не бегаме. Ние одлучивме од оваа тема да ги изнесеме прво тие кои што се виновни, а второ како систем и како држава да покажеме што можеме да им помогнеме и целосно за тоа да го понудиме она највисоко што го имаме како политичари, а тоа е нашиот легитимитет. Но исто така треба да се почитува ставот во кој што кажавме дека ние од оваа тема нема да правиме политика. И ние од оваа тема нема да правиме политика. И слободно колку сакате експлоатирајте ја темава, и нека ви биде носечки столб на вашите политики, ако сметате вие дека тоа е исправно, слободно продолжете. Ние од оваа тема нема да правиме политика, затоа што сметаме дека на оваа тема не треба да се разговара на ваков начин. За тоа што ние ќе направиме за граѓаните, за тоа како ние ќе им помогнеме, нека зборуваат делата. И воопшто не е важно кој што ќе каже и што ќе не обвини, додека на крајот од денот се покажува реална помош кон тие кои што им ја најпотребна. Дозволете, почитувани колеги, ќе ве замолам сите, ако ги имате семено амандманите од тука, да отидете на амандманот 148 и на амандманот 202. Во амандманот 148 вашата пратеничка група, меѓу кои што мислам дека подпишани се само тројца пратеници од тоа што го имам, се бара да се обезбедат средства во износ од 3 милиони денари за изградба на старечки дом во општина Кочани. Ја поздравувам оваа иницијатива, но ве молам друг пат малку нека не биде потребата за создавање на политика пред се. Да бидеме малку луѓе. Зошто го зборувам ова? Ве молам отидете кај почитуваниот Венко Крстевски на 5 мај на неговиот Facebook профил и видете го описот што тој господин го пише. Во моментов тој е веде градоначалник, поддржан од вашата пратеничка група, нека работи, нека направи тоа што го замислил, а ние сме тука да му помогнеме. Зошто го зборувам тоа? Одобрена апликација за дом на стари лица со капацитет од 141 лице, 199 милиони денари. Господинот Крстевски оваа недела ќе го потпише договорот, од наредната ќе ја почне постапката и ќе почне да го гради. Сте поднели амандман за 3 милиони, обезбедени се 199 милиони денари. Понатаму, амандманот 202 се барат средства да се обезбедат за реконструкција на болницата во Кочани. Многу ми е криво тука што не е, ете ќе го речам, докторот Венко Филипче. Јас многу внимавам и многу се сеќам на една негова изјава, каде што кажа дека здравствениот персонал дава се од себе и дека добро се справил со ова што се случило. И јас ќе кажам повторно, може би грешам, не постои земја во светот што има капацитет ваква трагедија од еднаш да ја администрира на начин на кој што нашиот здравствен систем покажа жилавост. Не зборам тука за кој го раководел. Истото што го кажа докторот Филипче, дека докторите направиле добра работа. Тука има една неумесна реченица која што и мене ме навредува. Болницата крахираше и не можеше да се справи со ситуацијата. Но тоа е во ред. Ајде да идеме натака.
се бараат средства за реновирање на болницата во Кочани. Во овој момент, додека ние седиме тука, 350 метри квадратни од таа болница и неколку одели се реконструираат. И тоа е факт. Но ајде и тоа ќе го трнеме на страна. Постојат средства во ребалансот за сите овие работи. Повторно ќе ве вратам на 5 мај на описот на почитуваниот господин Крстевски. Пишува нова градинка и пишува реконструкција и на кујната и на кровот на постоечките. Тоа е факт и тоа ќе се случи. Понатам, за согласностите за вработување во градинката, 19 се подпишани, минатиот месец пред 10 на дена уште 7. И тоа е подпишано и тоа е помогнато на граѓаните. Многу ми е незгодно што го зборувам ова, но морам да го кажам само за јавноста, да не бидеме сватени погрешно. Адаптиране просторот во Пониква. Исто така, дали на некој тоа го гледа на еден или на друг начин, но е факт кој што е случај. Обезбедена е бесплатна психолошка поддршка со тим од Скопје на сите оние кои што ќе се обратат до таа. Адаптивните облеки, кои што ги кажавте, обезбедени се и тие ќе бидат бесплатни. Бесплатни лекови има за сите оние на кои што тоа им е потребно. Бесплатно лекување во странство и престои за сите оние од нивните најблиско окружување колку и да е потребно. До последен момент, до последен миг, колку и да трае, тоа ќе биде обезбедено од државата. На нито еден од тие луѓе нема да му биде побарано ништо за справување со ваквата ситуација за која што за жал се најдоа. Во овој ребаланс има обезбедено средство за ослободување од партиципација. Колку и да е потребно тоа лекување, тие луѓе нема да им биде наплатена партиципација. И во овој ребаланс обезбедени се средствата за тоа. Токму во овој ребаланс. Директна комуникација има со сите граѓани кои што се афектирани од оваа несреќа. Со сите, со секој ден. И тоа директни средби и со премиерот, но и има отворена линија со неговата канцеларија за секое едно барање, секоја една потреба што ја имаат, тие луѓе да го произнесат тоа. И никој од тука ниту тоа го кажал, ниту тоа ќе го каже, затоа што тоа е нашиот став кој што ние го донесовме по ова прашање. Дозволете и уште една работа да ја потврдам, во која што наредниот период ќе стане реалност. Многу пати во овие 12 месеци се соочивме со недоверба и догма, што е нормално. Вие сте опозиција и треба така да ги поставувате отворените прашања за одредени ставови на владата, но тоа што иде во корелација со тоа дека по некој време се потврдува дека се тоа што било како отворено прашање, сепак во јавниот дискурс добива друг заклучок. Многу суштински работиме со канцеларијата на Европската унија во Република Македонија и за кратко време тоа ќе стане јасно на јавноста за еден оперативен Маршалов план, и многу внимателно го употребив овој збор, Маршалов план, кој што ќе биде достапен до јавноста за да се обидеме колку што можеме овоземскиот живот на тие кои што беа афектирани, да им го олесниме и да тоа што го погоди тој град да се санира барем во оние можности кои што ги имаме. И тоа ќе биде реалност, и тоа ќе биде нешто кое што цела држава ќе го знае, затоа што кажав, ние нема да бегаме од оваа тема, ќе ја пресретнеме, ќе ја нападнеме и ќе гледаме да ги решиме сите проблеми. Тоа е нашиот став и тоа е она кое што ние сметаме дека треба да го направиме. На крајот сакам и на тие кои што не следат, особено доколку има такви од семејствата на тие кои што ги имаат загубено животите, особено на тие кои што се повредени, а најособено на оние кои што изрегуваат секоја недела и барајки правда за своите, и кои што мотивирани и исплашени од тоа кое што беше досега, дека такво нешто нема да се случи, дека повторно ќе има моќници кои што ќе избегаат од правдата, дека нема да им се помогне, такво нешто нема да се случи. И почитувани граѓани, со целата овоземска жал за вашите загуби, со сето она кое што ви се случи, кое што не постои никој освен самиот Бог кој што може да ви даде утеха, сакам да ви испратам порака и од нас, нашата пратеничка група, коалицијата, особено во владата во овој момент, дека вие не сте сами, дека никогаш нема да бидете сами и дека ние од ова прашање нема да правиме политика. Колку повеќе не напаѓаат, колку повеќе сакаат оваа тема да ја експлоатираат, уште потивко, уште пошироко, уште поспремно и уште помотивирано ќе бидеме тука секој еден од нас да ви помогне во секој еден миг од вашите тешкоти во животот, кои што, како што повторив, се несовладливи и само Господ може да им помогне на оние кои што ги загубија најблиските. Ние нема да ве оставиме во ниту еден момент. Секој
тоа кое што смета дека треба да го прави, нека го прави. На крајот и нашиот кредибилитет нема да го ставиме само пред народот, туку и пред Господ, а и пред оние кои што едноставно сметаат дека треба некој од оваа држава или на некаков ваков начин да им се најде на овие уѓета. Никогаш нема да ве оставиме сами. Благодарам.